Голема е тајната на благочестието. Бог се јави во тело. Празникот Рождество Христово. Првото ветување за раѓањето на Спасителот им било дадено уште во рајот на Адам и Ева, кога тие сгрешиле и се лишиле од благодатната врска со својот Творец. За утеха на првите луѓе, Господ им открил дека ќе дојде ден кога породот на жената ќе ја сотре главата на змијата. Очекувањето на Спасителот како црвена нишка се провлекува низ целиот старозаветен период. Господ повеќе пати им откривал на своите угодници, на старозаветните пророци, за времето, местото и околностите на Рождеството Христово. Преку патриархот Јаков и пророкот Даниил, Господ го открил времето на Христовото доаѓање. Од пророштвата на Михеј, израилците дознале дека Спасителот ќе се роди во градот на цар Давид, во Витлеем. На пророкот Исаија му било откриено дека Месијата ќе се роди на чудесен начин, од девојка. И ете, на крајот ветувањето се исполнило. Но наспроти сите пророштва и наспроти сето величие на она што се случило во ноќта на Рождеството Христово, тој настан останал речиси незабележан од јудејците. Само по себе воплотувањето на Бог е несфатливо за човечкиот ум. Но уште повеќе неразбирлива е онаа длабочина на смирението што ја покажал Христос. Тој се родил зиме, во студена пештера. Го ставиле во јасли за хранење животни, а наскоро по раѓањето, тој со Богомајката и со праведниот Јосиф требало да тргнат на тешко и опасно патување во Египет, бидејќи не го сакал да го убие цар Ирод. Јудеите не го познале знакот на времето, но христијаните уште од првите векови почнале особено свечено да го празнуваат тој голем ден, кој станал почеток на новата ера во историјата на човештвото. Прво, празникот во чест на Рождеството Христово бил споен со споменот на излегувањето на Спасителот за проповедање на Евангелието. Рождеството и крштението на Спасителот биле денови на неговото појавување во светот, па затоа празникот се викал Епифанија, што во превод од грчки значи појавување. Почнувајќи од 4 век, прво на запад, а потоа и на исток, Рождеството почнуваат да го празнуваат неколку денови пред празникот Крштение. Сепак, до денес меѓу овие два празника се запазува тесна врска. Периодот од Рождеството до Крштението се нарекува Свети денови. Црквата за празнување на Рождеството Христово го определила 25 декември по стариот стил, 7 јануари по новиот. Овој ден не бил избран случајно. Се работи за тоа дека, следејќи го описот од Евангелието, може прилично точно да се определи денот на благовештението на Пресвета Богородица. Денот кога со дејството на Светиот Дух Пречистата Дева го зачнала Богомладенецот Христос. Тој чудесен настан се празнува на 25 март по стар стил, 7 април по нов.
И сосема природно е да се претпостави дека рождеството Христово се случило 9 месеци по денот Благовештение, тоест на 25 декември. Но празнувањето на рождеството при крајот на декември има уште и символичко значење, бидејќи христијанскиот празник речиси се совпаѓа со денот на зимскиот солстиција, кога денот почнува да се зголемува. И како овде да не се подсетиме на зборовите од Спасителот: Јас сум светлината на светот, кој ме следи мене, тој нема да оди во темнина, туку ќе ја има светлината на животот. Во богослужбените текстови посветени на рождеството, Христос се нарекува сонце на правдата. Светите песнописци, кои ги составиле богослужбените текстови за празникот, ги исполниле со особена длабочина и топлина. Слушнете какви трогателни зборови тие искажале од името на пречистата Богомајка. Сине мој, како ќе те носам тебе, кого небесниот престол го држи во пламен? Сине мој, како во безсловесни јасли ќе те положам тебе, кој ги избавува сите од гревовната безсловесност? Сладко мое дете, како те држам тебе, кој го држиш целиот свет? Поетскиот јазик е најсоодветен за искажување на таинственото, па затоа божикната служба остава толку силен впечаток во душата на секој христијанин. На празникот Рождество му претходи 40-дневен божикен пост. Уште во 5 век светителот Лав Велики овој пост го нарекува древна установа. Минувајќи го по приштето на божикниот пост, се трудиме да ги очистиме своите души за достојно да го пресретнеме Богомладенецот Христос и како мудреците да му принесеме дарови, нашите добри дела. Во тоа трепетно очекување на рождеството Христово, ние сме слични на старозаветното човештво. Ете зошто во божикниот пост се установени посебни денови за спомнување на старозаветните праведници. Недела на светите праотци и недела на светите отци. Раѓањето во светот на Господ наш Исус Христос, според своето значење, може да се спореди со создавањето на првиот човек Адам. Адам станал татко на целото човештво. Христос станал родоначелник на новото, благодатно човештво. И затоа светите отци него го нарекуваат втор Адам. Но преку првиот Адам сите ние се соединивме со смртта, а вториот Адам, Христос, за нас стана извор на животот, бидејќи во него неразделно и нераздвојно се соединија божеството и човештвото. Зашто заради нас се роди дете младо пред вечниот Бог.